На седница на Судскиот совет, Караджовски објасни дека во овие пари сега што се кратат биле предвидени средства за плати и надоместоци, за осигурување, набавки и други трансфери, а околу 50.000 евра биле скратени од планираниот буџет на Академијата за суди и јавни обвинители. Преседателот на Врховниот суд Јово Вангеловски оцени дека е загрижувачки односот на власта која во континуитет ги крати средствата за судството. Од владата ќе бара да се стопира одлуката со ребаланс на буџетот, да на Судскиот совет му предложи со писмо до владата да побара наместо да се крати од судскиот буџет, тој да биде зголемен. Ова е уште еден дополнителен пример, наместо да се испочитуваат нашите барања во врска со последните одлуки на Судско-буџетскиот совет и конечно наместо да се испочитува јасната, прецизна законска обврска за начинот на финансирање која што е регулирана со закон, дури и тие средства кои што доскоро беа за повеќе од половина во однос на законски нормираните износи дадени на располагање на судската власт, дури и таквите средства се намалуваат. Така да ние сега наместо предвидените законски 0,8%, од она што го добивавме 0,35, со ова последново кратење веројатно ќе падне тој процент на уште помал. Додека преседателот на Судскиот совет Зоран Караджовски на исто мислење, судијата Селим Адеми посочи дека судскиот буџет во континуитет години наназад претрпувал кратење со ребалансот, но Судскиот совет за тоа реагира по прв пат годинава. Амандманската расправа за ребалансот на буџетот ќе почне в сабота. По барањето на мнозинството, токму в сабота да се одржи собраниска седница за предлогот за разрешување на Марко Зврлевски. Преседателката на Комисијата за финансирање и буџет Лилјана Кузмановска го известила преседателот на собранието Талат Џафери дека планира в сабота да продолжи расправата за ребалансот на буџетот. Според правилата, додека има комисиска расправа за буџетот, во собранието не се одржуваат собраниски седници. Од кабинетот на преседателот досега најавуваа дека Џафери ќе се обиде најпрвен да постигне консензус околу продолжување на седницата.